Околу 1500 деца немаат извод на родени, а со тоа се ставени под ризик да бидат киднапирани или продадени. А истото дело може лесно да се прикрие, вели председателот на детската амбасада Меѓаши Драги Змијанац. Голем број на деца може да се видат на раскрсниците како продаваат или работат. Змијанац додава дека злоупотребата на детскиот труд ретко се санкционира. Децата фантоми може да бидат киднапирани, грабнати, продадени нивните органи, уште што не, а да никој не знае за тоа дете. Тоа е срамота за една држава која од низиното формирање до денес, веќе 29 години, не може да го реши ова прашање. Значи, невозможно е во сериозна одговорна држава да постојат деца фантоми без извод од матична книга на родените. И тоа мора некој да сноси одговорност за таквата состојба. Меѓаши алармира за постоење на дискриминација на децата по основ на возраста, полот и финансиската состојба на нивното семејство. Сегрегација на учениците роми, исклученост на децата од социјално загрозени семејства од образовниот процес за време на пандемијата од COVID-19. Децата исто така забележуваат дека тие често се дискриминирани најчесто од страна на своите врсници и поради својот изглед, поради бојата на кожата или пак телесната тежина. Во државата се уште за жал постои сегрегација на децата роми во посебни училишта, а децата со попреченост пак имаат бројни пречки за пристап до образовни услуги, до здравствени услуги и останати услуги и добра. Алтернативниот извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија покажува дека 10% од децата биле жртви на насилство, додека повеќе од 20% познаваат врсник кој бил жртва на насилство. Децата најчесто наведуваат примери на врсничко насилство во училиштата.